Потрошувачката на лекови на рецептна товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија преку аптеките бележи континуиран пораст. Ако во 2002 година за лекови се одвојувале 1,2 милиарди денари за 8 милиони рецепти, од 1 септември 2016 година буџетот за лекови е 2,55 милиарди, што е двојно повеќе средства за лекови на рецептна товар на Фондот. Бројот на реализирани рецепти во 2016 година изнесувал 22,2 милиони, што е за 5,4% повеќе во однос на 2015 година, според годишниот извештај за лекови за 2016. Во 2016 година бројот на лекови на товар на Фондот достигна 1210 лекови по заштитено име од различните производители, односно 427 генерики со фармацевска дозажна форма и јачина, од кои 75% се лекови за кои осигурениците не треба да плаќаат дополнителни средства, освен партиципацијата согласно законските прописи. Фондот успеал да овозможи и заштеда на личните средства на осигурениците. На доброто снабдување на осигурениците на Фондот со лекови на рецепт од примарна позитивна листа влијат повеќе фактори, како што секако се подобрата распространетост на лековите во аптеките и распространетост на аптеките и во рурални средини, распределба на финансиските лимити, тоест квотите на аптеките, возможување издавање на така наречени скапи лекови надвор од квотата на аптеката, воведување на компаративна методологија за утврдување на референтни цени на лекови од позитивна листа, со што многу цени на лекови беа намалени, препишувачките навики на лекарите, но и структурата и потребите на населението. Потрошувачката на лекови на рецепт на товар на Фондот преку аптеките бележи континуиран пораст во изминатите години. За споредба, низ една историска призма, ако во 2002 година за лекови се одвојувале 1 милиарда и 200 милиони денари за 8 милиони рецепти, во 2008 година се одвојувале 1 милиарда и 300 милиони денари за 10 милиони рецепти, од 1.9.2016 година Фондот го зголеми буџетот за лекови за 2 милиарди на 2 милиарди и 550 милиони денари, што е двојно повеќе средства за лекови на рецепт на товар на Фондот за здравство. На доброто снабдување на осигурениците на Фондот со лекови на рецепт од примарната позитивна листа посочија дека влијаат повеќе фактори, како што се подобрата распространетост на аптеките и во руралните средини, распределбата на финансиските лимити, односно квоти за аптеките, овозможувањето на издавање така наречени скапи лекови надвор од квотите, воведувањето компаративна методологија за утврдување референтни цени на лековите од позитивната листа, со што многу цени на лековите беа намалени. Појаснија дека од 2008 до 2016 година повеќе од двојно е зголемен бројот на количините рецептите за лекови и двојно е зголемен извозот на лекови за рецептна товар на Фондот. Лекови на рецепт во 2016 година подигнале 1,23 милиони осигуреници или 66,4% од вкупниот број осигуреници. Додадоа дека од вкупно 14 групи лекови во 2016 година најголема е потрошувачката на оние за кардиоваскуларен систем со 9,6 милиони рецепти, потоа следат за респираторен систем, за нервен систем. Потрошувачката на лекови во 2016 година е зголемена во сите региони. Најголема е во Скопскиот, а најмала во североисточниот регион. Според бројот на реализирани рецепти, првите 3 најпотрошувани генерики се лек за покачен крвен притисок, кој го подигнале 176.321 осигуреник или 9,5% од осигурениците на Фондот, лек за диабет за 91.471 осигуреник, диазепам, лек за нервен систем за 216.024 осигуреници, што представува 11,7% од вкупниот просечен број осигуреници на Фондот.